Измените на регулативата треба да ја презизираат рамката за електронската размена, која треба истовремено да осигури и обезбеди заштита на податоците на граѓаните, зашто Управата за јавни приходи веќе една година се координира со сите релевантни страни: Министерството за финансии, Народна банка, Сдруженијето на банки и Дирекцијата за заштита на лични податоци. Целата реформа се одвива во рамки на ИПА проектот за поедноставување на процедурите за известување на плаќање на персонален данок на доход за даночни обврзници физички лица, објаснуваат од Даночната управа. Преку автоматизирањето на размената, Управата за јавни приходи ќе добива од банките податоци за приливите на граѓаните резиденти на Македонија од странство. Според првичните информации добиени од банките, станува збор за околу 100.000 трансакции на месечно ниво, но дали ваквите трендови ќе се задржат и во наредните години зависи од тоа колку граѓаните ќе остваруваат приливи од странство, велат од Управата за јавни приходи. Затоа што основната надлежност на Управата за јавни приходи е наплата на даночни приходи, а данокот се плаќа на приход, даночниците велат од шпекулациите се тврдењата за некакви увиди во трошење на граѓаните и во нивните платежни картички, дека тоа не е предмет на интерес на Управата за јавни приходи. Зошто данекот не се плаќа на тоа што граѓаните го трошат, туку на приходите што ги остваруваат. Граѓаните што досега ќе пријавувале во целост приходите во Управата за јавни приходи од земјата и странство и кои редовно и навремено го плаќаат данокот, немаат причина да стравуваат. Напротив, со воспоставувањето на автоматизираната размена на податоци и подобрување на ефикасноста на Управата за јавни приходи, граѓаните ќе добијат подобри услуги и поедноставна постапка за пријавување и плаќање на данок преку системот електронски персонален данок. Имајќи предвид дека граѓаните досега ги доставуваа податоците за своите приходи во хартија со прилог докази кои поднесуваат годишна даночна пријава, а реално од 2019 година нема да достават ништо до Управата на јавни приходи, односно Управата за јавни приходи ќе им ја издвои пополнетата пријава со податоци за сите нивни приходи од земјата и странство и неможно е оваа постапка да се изведе во размена на податоци со банките согласно постојната регулатива, односно преку писмени преписки со банките, што во пракса би значило 100.000 дописи за 100.000 трансакции секој месец помеѓу различни банки и Управата за јавни приходи, што е неекономична и бирократска постапка, тврди Управата за јавни приходи, додавајќи дека и досега за нив податоците на обврзниците во банките не биле тајна.